Пораз на просечната плата за 6,5% годишно, објави статистиката. Во јуни, според пресметките, изнесува 48.381 денар. Повисоки плати добивале вработените во администрацијата, земјоделието и транспортот, а на врвот на листата со плати над 88.000 денари. И натаму се програмерите и информатичарите. Сепак, ако се споредат платите со мај, просекот е намален за над 1000 денари. Статистиката регистрира пад на платите во трговијата на големо и мало, културата и снабдувањето со електрична енергија. Токму 50% од просечната плата, заедно со инфлацијата во првото полугодие, влегуваат во пресметките за раст на пензиите од септември. Според бројките, истите би се зголемиле за околу 6%. Премиерот Мицкоски е задоволен од постојаниот пораз на пензиите. За 2 години бележа зголемување од 12,5% во споредба со претходната власт. Влада успеала просечно месечно за 296 денари да ја зголеми пензијата. Додека претходната влада за 83 месеци успеала за 91 денар. Еве да ги споредуваме првите 25-6 месеци од претходната влада во периодот јуни 17, јуни-јули 19 со овие 25-6 месеци од оваа влада. Односно, тогаш просечната старосна пензија за првите 25-6 месеци од претходната влада се зголемила за цели 540 денари. Во овие 25-6 месеци од оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН, просечната старосна пензија се зголемила за нешто повеќе од 6800 денари. Просечната пензија во јуни изнесува нешто по 30.000 денари. Ако се зголемат за околу 6%, сметките на пензионерите во просек ќе бидат повисоки за 1700 денари. Согласно законот, пензиите се усогласуваат 2 пати годишно, еднаш во септември и еднаш во март. Со доаѓањето на власт, премиерот Мицкоски одлучи 2 пати линеарно да ги зголеми пензиите на сите пензионери за вкупно 7000 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.